Неколку илјади граѓани се приклучија на маршот за зачувување на унитарноста на државата. Вчера имаше протести во 5 града низ Македонија. Протестот го нарекуваат четвртиот Илинден. До кога ќе траат протестите, дали има некои резултати, ќе го знаеме од мојот денешен соговорник Богдан Илиевски. Дали може да ги сумираме резултатите од вчерашниот протест? Еве, ако може да сумираме, може бројката, не се неколку илјади, него малце повеќе илјади. На наше огромно задоволство, ова го спомнувам затоа што сме наистина многу пријатно изненадени од реакцијата на граѓаните, од огромната масовност со која што ти излега овие 2 дена на улица, предходните 2 дена, вчера не само во Скопје, него и во 4 други градови во Македонија. За денеска се најавени уште 5-6 нови, деталите ќе ги имаме подоцна, се уште ги собираме сите информации од терен. До кога може да трае ова? Ќе трае додека треба да трае. Вчера, меѓу другото, поставивме и неколку, упативме и неколку барања, би сакал да ви ги прочитам уште еднаш, ќе ги повториме уште неколку пати. Вчера побаравме сите политички партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отфрлат платформите пишувани во други држави, а се однесуваат на Република Македонија. Понатаму побаравме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојат владина програма која не била изгласана со мнозинство поддршка на граѓаните во Република Македонија. Трето, бараме од политичките партии, особено од ВМРО, ДПМН и од СДСМ, да не допуштат да се гласа во собрание законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на нашата држава, што е и во принцип поводот за нашето излегување на улица. И последно, бараме од претседателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, да го почитува доследно уставот, кој што се заколнал дека ќе го почитува, чува и брани во моментот кога давал заклетва на позицијата претседател на Републиката. И формулирајќи ги овие 4 барања во моментов со кој што излеговме, да си ја кажавме нашата мини платформа која што ќе не држи на улица се додека не дојдеме на патот кон спроведување на овие барања. Кој е ефектот односно резултатите кои што ги очекувате од овој протест? Ефектот, односно што сакаме да постигнеме со протестот? Да, со протестот сакаме да суштински крајно, тоа е навистина борба за зачувување на државата во овој излет и со оваа суштина која што во моментов ја има. Тоа значи држава во која што сите народи, малцинства дека си живееле поприлично добро и во минатото и денеска и во иднина, од време на време некој се јавува со идеи како тој соживот може да се наруши. Една од тие идеи е токму и оваа платформа готвена во комшиски држави, која што ни беше подметната овдека за политички пазарења, а нејзиниот долготраен ефект, доколку се спроведе како што е наменета, е потполно исчезнување на Република Македонија. Тоа не е воопшто опција ни на крај памет на никој од организаторите, барем, односно од иницијаторите на иницијативата за заедничка Македонија, не ни паѓа на памет. Верувам дека истата емоција делат и сите десетици илјади луѓе кои што излегуваат секоја вечер на улица, затоа и се тие таму. Краткорочно очекуваме ова што ви го кажав пред малце. Значи, повлекување на законот за јазици, отфрлање на сите други платформи и формирање на една платформа за заедничка Македонија. Затоа што ние знаеме како тоа треба да се направи во нашата држава, не треба некој друг од надвор да ни кажува. Како што најави, ќе има и нови протести, дали и денес ќе има, кое време? Да, продолжуваме денеска од 17 часот. Рутата ќе објавиме наскоро околу пладне на нашата Facebook страница и уште едно 6-7 града, мислам, во Македонија, не сум прецизен за бројката. Знам дека се меѓу нив и Охрид и Битола, не можам да се сетам точно кои беа другите. Имаме состанок сега околу 10 часот со колегите иницијатори на оваа акција и ќе ги соопштиме деталите многу наскоро на интернет страницата. Меѓутоа ќе бидете навремено информирани. Битно е дека вчера беа 4 нови града, денеска уште 5-6. Утре сигурно ќе се вклучат уште 5-6-7, се поголема и поголема станува иницијативата, добива на масовност, добиваме поддршка не само од многу индивидуалци, од илјадници индивидуалци, туку и од многу здруженија, организации, секој на свој начин
ја поставува својата црвено-жолта линија преку која нема поминување. Тоа е црвено-жолтата линија за заедничка Македонија, за соживот, толеранција, почит, онаква каква што ние знаеме да си имаме меѓу нас, а не каква што некој сака да ја наруши.